Благодарам, председателке. Значи, прво сакам да кажам дека еве сега добив извештај од техничките секретари кои што работат во нашата канцеларија во Струмица, дека воопшто на 4 февруари никој не побарал прием од страна на мене и на колегата Пишев и за тоа одговорно тврдам. Патем, јас на 4 февруари од 9 до 11 часот имав приемен ден во Струмица, а после тоа сите заедно бевме на одбележување на 140 години од реаѓањето. Јас не знам дали после тоа тие биле, меѓутоа канцеларијата работеше до 1 часот и ако некој е не најавен, ние не можеме и да го чекаме да дојде. Тоа е првата работа за која што не сакам да полемизирам, меѓутоа не е фер да се искажуваат вакви работи во јавноста, чисто заради дознавање на вистината. Иако нашата канцеларија работи секој ден и петок и сабота се приемни денови, евде ги повикувам сега овде јавно луѓето од иницијативниот одбор во сабота да повелат од 9 до 12 часот. Ние како пратеници од ВМРО ДПМНЕ од Струмичкиот регион ќе бидеме таму и досега ниту еден граѓанин не е ниту вратен без разлика на неговата партиска определба или пак луѓе кои што доаѓаат без никаква партиска определба. Значи, намерата не ми е овде да полемизирам околу вакви работи или да внесуваме гола политика во решавањето на овој проблем. Навистина овој проблем, без разлика што председателката рече дека го има и во другите региони, аз верувам дека е тоа така. Меѓутоа, во најголемиот дел е застапен во Струмичкиот регион. Јас можам слободно да кажам, според нашите анализи, дека 70% од ваквите случаеви се во Струмица и Струмичкиот регион или поранешна општина Струмица, сега со новите 3 општини. Од тие причини при нашето одење на терен и пред изборите и јас како председател на општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ имавме одредени сугестии од луѓето од населените места дека се соочуваат реално со ваквиот проблем. Како што рековме и претходно, оваа иницијатива е заедничка иницијатива на двете пратенички канцеларии на ВМРО ДПМНЕ и на СДСМ од Струмица. Господинот Зоран Ставрески како носител на 4-та изборна единица при нашето одење на терен пред изборите, исто така имаше средба со одредена група на луѓе, поточно земјоделци кои што се засегнати од ваквиот проблем и од тие причини ние во нашата програма за овие парламентарни избори го внесовме ова како проект пензија за земјоделците. Сите оние кои што ја прочитале предизборната програма на ВМРО ДПМНЕ ќе видат дека сето тоа што сме го ветиле, иако е малце по обширно, а по скусено, може да видат дека е применето во закон. Јас сакам да кажам една работа, а тоа е дека се уште законот практично и не е влезен во сила, или ако е влезен во сила, нема ни една недела. Јас ве разбирам вас како опозиција дека треба да бидете активни, дека треба да предлагате закони, да субирате, да го покачите вашиот рейтинг и така натаму. Меѓутоа, за закон кој што е донесен пред само 10 дена, веднаш да поднесувате измени, мислам дека малце не е коректно. Дајте да почекаме малце, да видиме. Нека помине 1, 2, 3, 4 месеци, да видиме да заживее ова законско решение. Дај Боже да го решиме сите 650 случаеви, како што рече министерот пред предлагањето на овој закон. Законот не е ниту Библија, ниту Куран, трпи промени, трпи измени и од тие причини мислам дека никој, ниту од нашата пратеничка група, ниту од вас како опозиција не е против остварувањето на правата на граѓаните. И затоа не е добро на судбината на овие луѓе да тераме гола политика. Значи, јас сакам да ви кажем една работа. Како тоа, луѓето дојдоа во вашата канцеларија со камери, со се, а потоа од таму се опатиле во нашата канцеларија без никој од нас пратениците да биде запознат. Ако тоа не е гола политика, тогаш е окей. Значи, не е така. Еве, јас се извинувам јавно. Меѓутоа, јас се повеќе ми личи на такво нешто. На крајот на краиштата, ние сите живееме во мали општини, каде што сите се познаваме и сите на некој начин сме засегнати од овој проблем секојдневно. Дали е тоа кога излегуваме на улици, дали е кога одиме посети населените места, верувам дека и вие, и ние, кога одиме на такви посети, едно од главните прашања е оваа прашање.
Втора работа, која што сакам да кажем е со фамозниот член 203 за кој што дебатиравме и на пленарната седница, исто така не треба да го злоупотребуваме. Значи, вие се сами свести дека овие луѓе плакеле во периодот од 78 до 88 година, има 10 години стаж, меѓутоа, после тоа престанале да плаќаат, за да во 93 година им се даде можност во рок од 15 години да се осигурат и да си ги на некој начин не докупат, туку остварат уште оние 5 години кои што им се потребни за остварување на старосна пензија. Меѓутоа, тие луѓе во периодот од 93 до 2008 година, бидејќи вие многу добро знаете дека тој член е донесен наменски и со одреден рок. Значи, во тие 15 години, овие луѓе, индивидуални земјоделци, не го искористиле тоа право. Од кои причини не навлегува? Значи, може да дебатираме и во таа тема. Како што рече председателката на комисијата, сиромаште и така натаму, земјоделецот, поготово во тој период, беше навистина на најдолното ниво од општеството и можеби и немале ни реални средства. Можеби благодарение на оваа аграрна политика на владата на ВМРО ДПМНЕ, сега луѓето и може да платат нешто. И затоа и ги барат овие работи. Затоа ве замолувам да не водиме овде политика, туку да седнеме еве уште во сабота, да разговараме. Председателке, кога зборуваат пратениците од опозицијата, ги опоменувате пратениците од власта. Ве замолувам исто така да ги опоменете и вашите колеги, да. Значи, ова е реплика, колешке, ако не ја пратите седницата, тоа е ваш... Ајде, молам, тишина. Јас одржувам ред, господин Гошев, продолжете со реплика. Благодарам, председател. Значи, можеме да седнеме, меѓутоа мојот предлог, личен мој предлог, како пратеник од Струмичкиот регион, е да оставиме 2-3 месеци од имплементирањето на овој закон кој што го донесовме пред 10 дена. Да ги видиме навистина реалните ефекти од ваквиот закон и после тоа да седнеме сите како пратеници од Струмичкиот регион или 4-та изборна единица, каде што се 90%, еве 4-та изборна единица, можем да кажем дека сме 90% од ваквите случаи. Единствено нешто такво има можеби во мал дел во Кумановско и во Тетовскиот регион. Меѓутоа 90% сме Струмичкиот и Тиквешкиот регион, кои што го офаќа 4-та изборна единица. Тука се колегите и од Тиквешкиот регион, тука сме ние од Струмичкиот регион и никој од нас нема против да седнеме, да разговараме со аргументи, со факти и да видиме навистина да најдеме одредено решение кое што би излегло во пресред и на решавање на поголемиот број луѓе засегнати со овој проблем. Ние можеби никогаш и со 5 измени на законот нема да ги офатиме сите земјоделци. Меѓутоа, добро е најголемиот дел од ваквите проблеми да бидат решени. Благодарам. Благодарам.